Земјоделска механизација, препарати за заштита на земјоделски култури, но и презентација на органски производи се дел од работите кои ќе може да ги најдат посетителите на Агросајмот, што в сабота ќе се одржи на плоштадот Гоце Делчев во Струмица. Организаторите Проагро Лидер велат дека ова ќе биде одлична можност за една соработка меѓу излагачите и посетителите. По втор пат оваа година ќе се одржи големиот Агросајм Струмица во сабота на 8 октомври со почеток во 11 часот во организација на Сдруженијето Проагро Фармери, потпомогнати од општина Струмица. На сајмот досега се пријавени околу 100 изложувачи, кои што ќе искористат оваа можност да ги представат своите најнови производи, а воедно и да воспостават своји нови деловни контакти со изложувачи од цела Македонија и од странство. Во склоп на сајмот ќе се одржи панел дискусија, појаснува Јанев. Во рамките на сајмот ќе се одржи панел дискусија на тема иднината на македонското земјоделие, на која што учество ќе земат градоначалникот на општина Струмица Костадин Костадинов, председателката на Федерација на фармери госпоѓа Васа Мојсовска и представник од Министерството за земјоделие. На сајмот ќе биде избрани највкусниот од 50 пристигнати медови. Стручната комисија, составена од представници на реномирани струмички медари, почна со дегустација на пристигнатите примероци. Ќе се потрудиме да го избереме најдобриот од сите и тоа јавно и ќе го објавиме. Сега сме овде дојдени жири комисија, имаме 5 членови од Сдружение Органологистик, од пчеларската задруга Пчелин рај и од Сдруженијето на пчелари Млеч од Струмица, како и од организаторите Проагро Фармери. Нема да вршиме лабораториски и хемиски анализи, туку ќе се оценува медот по органолептичките својства што ги има, тоа е мирис, вкус, боја, чистоќа и влажност. На сајмот признание ќе добија и најдобриот агролидер во земјоделството, а ќе бидат презентирани и можностите за развој на руралниот туризам.